Добро вечер, почитувани гледачи. Доцна попладнево финишираа, завршија бриселските средби на највисоко државно ниво на нашиот државен врв со лидерството на Европската Унија. Декларативно уште еднаш добивме потврда дека Европа ги поддржува напорите на Македонија кон евроинтеграциите, односно е за датум за почеток на пристапните преговори, се разбира заедно во пакет со Албанија, но во политичката реалност останува ветото на Бугарија и ние заглавени некаде на македонско-бугарската граница со нерешените прашања со официјална Софија. Се ближи јунскиот самит, некако имаме надежи се уште дека можеби е возможен пресврт и изненадување за нас, но некако реалноста ни упатува по инакви сигнали. Политиката е тема на вечерашната дебата во пакет со уште неколку внатрешно политички прашања. И за нив ќе разговарам со моите соговорници Владимир Неловски, ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Јулистана Марковска, добро вечер за вас. Добро вечер. Алберт Муслио, добро вечер и за вас. Добро вечер. Прво вадев цитати за да направам вовед во емисијата на премиерот Зоран Заев и на она од Европска Унија денеска што ни ги упатија. Предпоставам веќе прочитавте генерално како финишираат тие разговори. Дали може да се наслути дека каков би бил епилогот за Македонија на оној долго очекуван сега повторно јунски самит што си го зборуваме. Ајде Ниловски со вас да почнем како опозиција, сигурно обсервиравте што практично денеска се случуваше. За жали денешниот ден и таа поседа која што има во Брисел нашите представници е еден дел од фолклорот кој што го гледаме во изминативе 2-3 години. Ние за жал добивме и денеска потврда за желба, но датумот за почеток на преговори се уште го немаме. Со оглед на сите случувања кои што се во овој момент во Република Бугарија, аз не очекувам дека не би го темелел толку моето излагање на оптимизам. Треба сепак да сме реални, да им кажеме на граѓаните кон што се движиме, бидејќи да не забораваме какво беше разочарувањето кај граѓаните пред неколку години кога го имавме она фамозно селфи во авионот дека сме го добиле датумот, примавме тврдење од премиерот дека опозицијата им е криво зашто не била вклучена во процесот на добивање на датумот и така натаму. За жал Македонија се уште тапка во место и мислам дека така ќе остане и по ова лето. Она кое што го гледаме во Бугарија, според мене е дополнителен тек на Република Македонија, тоа што до одржување на овие избори кои што се сега повторно предвремени, не очекувам било какво помрднување, а и со оглед на соодносот на опозицијата, власта и политичките партии внатре во Бугарија, не очекувам да имаме некоја драстична промена во изборниот резултат кој што ќе го имаме, така што сепак ќе остане да се очекува на тоа да Македонија замижи, на Македонија малку да го подвитка вратот за да стигне таму каде што сите ние очекуваме и посекуваме. И тука би навратил само пред крајот на моето првично излагање за тврдењата на власта пред 2,5 години, кога се подпишуваа сите оние договори, дека со подпишување на тие договори ќе се решат сите прашања на Република Македонија со соседите. Ете, видовме дека еден од тие договори не само што не ги реши прашањата, туку самиот договор извади нови прашања и блокади кои што де факто ни стојат на патот кон Европската Унија, така што најверојатно Македонија и во наредниот период ќе продолжи да тапка во ова политичко мучуриште во кое што се наоѓаме во ова. Се едно од прашањата дали тоа е бугарското вето или можеби и други работи што се случија во меѓувремено ќе ги разработиме сценаријата. Марковска. Видете, ова не е прашање за опозиција и позиција. Тоа е веќе државно прашање на кое што веќе одамна мислам дека имаме барем некој неформален цензус, дека прашањето на Македонија е во Европа, односно во Европската Унија и во НАТО. НАТО веќе се реализира. Прв пат добиваме изјава дека Европскиот совет и Советот на и Европската комисија ќе имаат различно мислење по основ на приемот на Албанија и на Македонија, дали ќе се издвои, дека тие во суштина имаат поддржувачки договор. Ако кај мене, како граѓанин на Република Македонија, досега постоеше некаков оптимизам кој што не беше втемелен само на изјавите на нашите политичари, туку на сите оние кои што ја посетија Македонија, да не го заборавиме нивниот број и нивните ветувања, беше значително габаритен, да кажеме, луѓе кои што чисто збор
е значаен и кој што не се никој ништо на таа европска политичка сцена, очигледно дека изборот веќе во Европа, дека самата Европа има проблем прво со себе, а понатаму и што ќе прави со ова парче на држава која што е наречена Западен Балкан и која што дали во рамките на низините географски големини ќе се прошири, тој дел ќе стане составен дел на Европската унија или пак ќе остане како што си е и до сега слепо црево, односно некакво подрачје во кое што постојано ќе има замрзнати конфликти кои по потреба ќе ги става и ќе ги вади од фрижидер. Да видиме дека и нашите соседи, тоа се Црна Гора и Србија, и покрај тоа што ги почнаа преговорите и покрај претходно променетата методологија која што беше најавувана во времето на француското председателство, не мрдна од мртва точка. Тие ниту се вратија назад, меѓутоа не отидоа ни чекор напред. Што значи дека едноставно Европската унија за нас во овој момент не дуди никакво решение. Така да јас апсолутно не сум оптимист дека ќе се почнат пристапните договори, меѓутоа на македонскиот народ треба да му се објасни на сите граѓани дека и посебно на Европската комисија и на Советот на Европа дека доколку ова подрачје остане вакво какво што е, особено делот на Македонија, дека веќе стануваме кризно безбедносно подрачје, дека таму кај што ќе се затвори една врата, а тоа е подрачјето на Европската унија, секогаш се отвараат нови врати, расте евроскептицизмот и како последица на тоа во ова подрачје може да се очекува повеќе поинти начнавте, сакам да ги продискутираме. Муслију? Види се, има некои работи кои може позитивно да ги гледаме. Прво, резултатите во Бугарија укажуваат дека оваа тема не е толку експлицитно предодредена во Бугарија, како што ние ја промовираме овде во медиумите. Додуше политичарот кој беше најгласен за да се негираат некои историски реалности и факти во Македонија, тој не помина ни у парламент. Така да не можеме и ние да кажеме дека ако бугарскиот парламент донал некоја резолуција, дека тоа е мислење на бугарското општество. Имаме таму и гласови и на еминентни интелектуалци кои се против ова што не го прави Бугарија. Дека документите што ги усвојуваше бугарскиот парламент практично го донесоа и ветото, не можеме и не, све тоа, него сакам да ти кажам, резултатите на изборите кај што граѓаните гласаат, укажа дека Каракачанов не го помина ни прагот. Значи бугарите као општество не се за подигање на тензии меѓу двете заедници. Второ, не сум ни ја многу оптимист за јуни, несреќата е во тоа што Бугарија не формира политичка влада. Јас сум прилично оптимист дека по формирање на политичка влада, ако успеат тоа да го направат во јули, дека ќе има помак и не во смисла да, како гледаме ние, бело или црно, ќе се реши прашањето или тие ќе се откажат или ние ќе се откажеме. Мислам дека ќе се најде по-европски терк модел на две вистини, има такви модели низ Европа, каде што две општества за едно прашање гледаат на различен начин. Ние, впрочем, и во Македонија, за едно битно прашање од 2001 најголемите две етнички заедници гледаат различно на тоа прашање, па сепак општеството се развива, со животот се развива и ми одиме натаму. Така да не е тоа невозможно, нит па ја очекувам дека, па дури и Борисов да добиеш апсолутно мнозинство, под цела таа галама која се креираше во Бугарија, за жал и некои неодмерени реакции од кај нас, кои бугарите и нивното Министерство на одворешни апсолутно го користеше. Што мислите кога велите? Па на говор на омраза, па дури и некои вон парламентарни партии кои реагираа кај нас, министерката нивна ги цитираше во Брисел као промовирање на говор на омраза или некои територијални аспирации кон Бугарија. Треба да бидеме малце повнимателни во однос на тоа, затоа што тоа е дипломатија. Секој го користи тоа што го има во мислам на располагање. Трето, например, мене од Вархеј највише ми сметаше кога го спомнам мерит системот во говорот во Скопје, затоа што Европската унија е сериозно под ризик да го изгуби кредибилитетот да збори за мерит систем. Значи, ако е до мерит систем, ако е до заклучок на Европска комисија, ние треба да одржиме меѓувладина конференција. Сега, не може сите граѓани во Македонија да знаат како функционира Европската унија. Таа има Европски совет, каде што се представници на државите и каде што се гласа со концензус. Мора сите да изгласаат, вклучувајќи и Бугарија. И има Европска комисија која професионално одлучува и таа ни вика дека да, Македонија треба да одржи
меѓувладината конференција. И тука треба да направиме паралела. Кога збориме за Европскиот совет, не збориме за Европа, Англија или Франција или Германија, збориме за 28 членки, помеѓу кои и бугарски представник е таму. Ова релативизација правевме ми и кога го имавме и спорот со Грција. Еве, Европа не поддржува против Грција. Грција е Европа. Во овој случај Бугарија е Европа. Треба да се изнајде начин како тоа да се надмие. По мое треба малце почесто да идат и преку океански, да идат малце и преку и во Вашингтон. Мислам дека државниот секретар многу јасно стави до знаење дека на Македонија местото е во Европската унија. Мислам дека таму ќе имаме сериозен партнер и партнер кој ќе дава внимание на регионот и неговото интегрирање во Европската унија, баш поради тие причини кои Ѓулистана ги кажа. Да, јас имам подпрашање, но Ѓулистана сака да се вклучи, да. Видете, тоа е така, меѓутоа на тоа можевме до сега да играме на таа карта. За жал, трпението во Македонија е максимално изгубено. Ние немаме уште 25 години време да го решаваме спорот со Бугарија. Да се доискажам, кога мислев за решавање, мислев на месеци, не мислев на години. Значи, ако проблемот се ушалта како проблемот со Грција, кај ќе ни треба 20 години да го решиме. Не, па нема да го решиме, по тие услови нема да се реши. Треба да видиме алтернативи други. Ама реков Ѓулистана, не верувам дека ова прашање ќе се реши на начин како ние го замислуваме. Тие ќе направат компромис, ние компромис и ќе го решиме. Мислам дека ќе се оди со двојно решение, со две вистини, ќе си имаме соживот, таму експерти ќе си расправаат, ќе дојдат до научни некои заклучоци, но не верувам дека било кој политичар тука би можел да исполни некои желби на бугарски политичари, нарешто тие кои се појавува во нивната предизборна кампања. Тоа било апсурдно и да очекува нека. Ја мислам дека и бугарите се свесни дека малце се излетаа во овој процес и тоа го гледам во нивниот односи со комисијата, они добија шамар од земји членки кои им го блокира. Јас искрено не го почувствував тој шамар, заради тоа што Македонија стана заложник на бугарските интереси. Ние имавме блокада од Бугарија, Бугарија имаше блокада од Чешка и Словачка, да овој билатерален спор се стави во рамката за преговарање. И тие имаа блокада од нив. Така да не помина тоа, баш така како што помина со Грција, например, кога добивме вето во Грција имаше унисонен став за комплетен проблем. Меѓутоа, не можеме да зборуваме за говор на омраза, кој што ги спомнува нивната министерка, кога овде навредува цела нација. Не е тоа говор на омраза. Тоа е резултат на нашите, можеби и погрешни учења. Меѓутоа, не може историјата да биде таа која што ќе биде патот кон европските вредности. Дипломатите злоупотребуваат и користат све што вие не сакајќи, не намерно, не злонамерно ќе го кажете, тие го ставаат во нивниот наратив. Тие дури викаат дека не се исполнува договорот во инфраструктура, во инвестиции, што не е точно. Ми имаме инвестиции во финансиски сектор и во разни други, овие што се рударство, не знам тие што од Бугарија, сега имаме и нивни телевизии. Но сега ти кажам, тие се сепак држава членка и сите механизми кои може да ги искористат нас да ни условно речено наштетат или себе си да се дават до веродостојност, ќе ги искористат и тоа е нормално. Господинот Муслио напомена дека може ќе се доведеме во некое решение кое што ќе биде поразлично од она што го знаеме. Тука сега доаѓа прашањето зашто тогаш воопшто го подпишавме овој договор. И пред подпишувањето на овој договор ние имавме две вистини, Бугарија тврдеше едно за својата историја, ние тврдевме друго. Едноставно, мислам дека се ставивме јамка со овој договор која што не ја гледаше власта во тој момент и за жал во овој момент сме во таква состојба во каква што сме, да еве говориме за евроскептицизам и така натаму. Но сето ова пак ќе повтораме фолклор. Ова не зависи на крајот од денот од нас. Можеби на Европската унија делумно им одговара оваа пречка доколку погледнат слушувањата во Македонија кои што се како се. Да не забораваме во денот кога премиерот оди во посета на Брисел, еден од најголемите мафијаши на Балканот и во Турција излага и вели дека интимно се дружеле во домашна атмосфера со премиерот. Па Европската унија едноставно не сака да има меѓу себе на иста маса таков партнер кој што наместо да собира нобеловци и професори дома собира мафијаши кои што се занимаваат со криминал. Да се разбереме, Македонија според мене нема друга опција освен Европската унија. Но еве и да го добиеме во јуни или во јули или било кога тој датум.
Што потоа, датумот не е копче кое што нас ке ни го направи подобар животот. Ние во овој момент во Македонија гледаме деградација комплетна на правосудниот систем. Гледаме криминал на секој чекор, гледаме дека на сите скали, по сите параметри за корупција и криминал, ние наместо да одиме нагоре, ние се движиме надоле. Ние џабе ние и тој датум кој што било кога и ние да го добиеме ако имаме на начело на државата власт, која што за најголем скандал во историја можеби на Македонија, зимат 5 службеника и ги осудува 2 години, години и пол, 3 години затвор како топовско месо. Мислите за двојни случаи? Европа го гледа тоа, не се слепи луѓето, гледаат, слушаат, имаат извештај. Добро, дали верувате дека Бугарија и Романија ги исполнуваа комплетно условите, особено во борбата против корупција, кога се донесе политичка одлука да бидат членови на Европското семејство? Дали ги исполнили или не ги исполниле, не да кажеме ние политичарите во овој момент во 2021 година. Мене ми е важно да говорам за овој момент и за државата во која што живеам. Не знам дали ги направиле комплетно сите реформи или не ги направиле. Сакам да зборувам за тоа што се случува тука кај нас. А во овој момент кај нас имаме правосудство кое што за едно важат едни правила, за некој друг важат други правила. Имаме состава во државата каде што на некој начин пркосот поради мерит системот е казнуван, а од друга страна имаме случаеви каде што луѓе се наградувани да бидат председатели на републички судски совети со еден ден немање стаж како суди. Не може едното со другото, не иде. Едноставно е. Ние сме имале случаеви каде членови на Врховен суд па биле луѓе кои немале баш многу. Апсолутно немале ниту ден пракса во судот. Значи, тоа не треба да ни биде само оправдание. Не е оправдание. Зборуваме за политичка одлука на Европа. Дали постои таква желба од Европската унија или не? Во случајот не. Волност на релативизација, да зборам. Значи не е најголем скандал у Македонија ова со пасошите. Тоа е скандал. Најголем скандал е прескучувањето каде што си била оштетена. Ти су бил оштетен ја, ти си била сигурно и вие сте били оштетени, ама не знаете. И тој бил најголем скандал во оваа држава и никој нам не ни се извинил, да ти кажам. Мене дури и камери ми поставиле во мојот дом и за тоа не сум добил ни оштета, ни извинување. Така да не треба да ги релативизирам. Ја не сакам да се мешам во политичкиот наратив. Вие сте од опозицијска партија, најлегитимно, дури чудно би било да не ја напаѓате власт. Но треба работите стварно да ги ставаме во колосек. Ја ти кажав на почеток, ќе се потрудам да изнедам дефиниција која е коректна и за медиуми и се вика дека политичкиот дискурс кај нас е исклучително провинцијален. Значи се бавиме со работи и многу нафрламе, значи основното правило на политичкиот спин е која ќе набаците 10 работи во една кутија и никој не може после тие да ги разлучи, да каже за лебот ова прашање, за струјата ова, за водата ова и така натаму. Значи сме доведени у некоја баук ситуација, не знаеме што се дешава. Значи судството кај нас му треба прочистување. Ако ништо друго, бар јас сум бил еден од тие кој бил за прочистување. Ако вие као опозиција се за прочистување, не може мнозинството да издржи, а да не направи прочистување. Значи, ама не може да издржи, ќе има притисок од јавноста, од вас и прочистувањето ќе го направи. Ми имаме сериозен проблем со тоа. Ние знаеме дека 2 години се разлекуваше законот за обвинителство. Тој стапи во сила, еве идни месец ќе година дена во функција. Ми имаме А како се спроведува тој закон? Ама не беше донесен. Ние имаме прилично брзо решавање на некои процеси. Имаме решавање. Не, можеме да навлеземе, немам ни еден пардон за било кој предмет и треба да ги разберуваме. Ние еве 3 недели разговараме за предметот 27 април. И за тоа може да апсолутно треба да разговараме. Но сакам да кажам дека битните теми кај нас кои имаат врска со нашето европеизирање као општество, не сумњаваат тие што викаат дека треба да имаме шведски политичари овде, затоа што треба да имаме и швеѓани, за да имаме шведска политика. Цел тој процес е поврзан и меѓу граѓаните и меѓу политичарите. Но дека некои теми само се нафрлаат. Вие велите има огромен криминал. Знаете дека кај нас по нашиот ЗКП, како се вика, е казниво да знаете за кривично дело да не го пријавите. Треба да се пријават. И ја, Алберт, мислам дека и Ѓулиста, мислам дека и вие, било кој здраво разумен човек во оваа држава е да криминалците се казнат и ќе го кажам тоа што ти го рекол преска, апаши и патриоти во иста раменка не може да бидат. Така да било кој мене што ми се продава за патриот, а од друга страна малце ќе
ќе поткраде, па ќе направи услуга некому. Тоа не е патриотизам. Патриотизам е сакаш државата, институциите за тие да напредуваат. Така да за сите тебе треба да зборуваме. Треба да зборуваме со решенија, не само со забелешки. Знаете, најлесно е да кажете ништо не чини. Јас сум за тоа да се каже, еве, за судството и јас сум за. Таму има можеби 80% добри судии. И ради 20% судии кои имаат некои хипотеки во нивното работење, ние цело судство го држиме под притисок. Ајде да ги прочистиме тие. Да потегнеме. Ние од цивилен сектор бараме поддршка од вас, од мнозинството. Не може да го избегнат. Не може да го избегнат да ги прочистат. Во однос на притисокот, не знам, јас барем можем различно ги гледаме, јас од политичката страна, вие од аналитичката страна работите. Власта скоро па никогаш во последниве многу ретко подклекнувала во наводници под притисокот од страна на опозицијата и општо од јавност. Еве таков притисок во изминативе 10 дена, 2 недели гледаме во образованието. Сега ќе направам малку шифт, но има притисок од јавноста во образованието. Што се случува во овој момент? Дали ние имаме дебати, дали имаме разговори, дали се примени тие луѓе, дали се слушани нивните мислења, дали имаме елементарни услови создадено во Ропотово, во не знам, другите населени места низ цела Македонија. Власта, за жал, како што поминува нивното владење, нормално, нели, секоја власт корумпира, апсолутно корумпира. Ние гледаме дека се затворени во своите простори, во своите канцеларии, слухот, односно викањето или како и да го кажам од граѓаните не стига до тие луѓе. Во однос на криминал, јас сум како млад човек и политичар, секој оној кој што украл и земал од мојот и од вашиот джеб, без разлика ВМРО, ДУИ, СДСМ, Алијанса, било кој, да одговара. Но да одговараат сите подеднакво и да важат сите правила за сите. Да нема за едни да оди во суд без лисици и со ракавите во джебот, а друг да е спроведуван со лисици во обвинителство. Значи, пак ќе повторам, и во време на владење на ВМРО ДПМН е имало такви случаи. Не го негирам тоа, но ние треба да, како држава, да гледаме да ги поправиме тие работи, а не да ги уназадуваме. И во однос на реакциите, еве јас денеска поднесов кривична пријава до обвинителството. Ние кога говориме за правда, не може да го иземеме обвинителството од целата таа равенка. Како е можно обвинителството до сега само за еден владен функционер, по најверојатно внатрепартиски притисок од страна на едната и другата структура, да излезе и да почне некоја постапка за Рашковски. Ние денеска и во изминатите 10 дена ВМРО ДПМН говори за скандал во градот Скопје, каде што, значи, да, пак е несватливо ми е мене. Секретарот на општината, која што сите документи, тендерска документација проаѓа низ него, дава тендер, дел од тој тендер е незиниот зет. И ние ќе говориме денеска за Европска унија. Добро, тој случај го работиме преку дневното информирање. Сакам да ве прашам, Неловски, не е само Рашковски, ние имаме и други истакнати поранешни функционери од врвот на СДСМ, кои се дел од сериозни судски процеси кои го привлекуваат вниманието. На Ременски, мислам така. Па видете, Анета, не би се согласил дека човек кој што шверцува 3000 кутии цигари, фатен жив, може имало и пресметка со полицијата кога бил фатен, да е осуден на 3 месеца затвор. Не можам да се согласам. Мислам дека и гостите, тоа е поранешниот градоначалник на Ново село од Социјалдемократскиот сојуз. Лидија Димова, за нејзиниот случај, никој ништо не знае. Како може за Лидија Димова случајот да трае процедурата, постапката, колку време, 1 година, а во случајот со мафија, тоа што го обзнани ВМРО ДПМН, да ги спакуваат луѓево за 3 недели. Не може едноставно. Толку ли е навистина ова судство, постојано го анализираме, навистина ли не се прати порака дека има еден поинаков пристап во постапувањето? Ова со Рашковски навистина беше изненадување. Тој мислам изненадување. Требаше да биде очекувано секој да одговара за своите постапки. Висок, но и близок човек приватно на премиерот. Не само како позиција. Но се случи. Значи не дека не се случи. Точно, се случи. Значи тоа се случи. Види, ама значи најлесно е ние да правиме забелешки, без да даваме конкретни препораки што треба да се направи. Ја ви велам, според мене треба да се прочисти тој систем. Треба, ако опозицијата се вклучи во процесот, мислам дека и власта нема да може да избегне динамика да биде побрза во целиот тој процес. Тие најавуваат прочистување, проветрување, не знам како се вика тоа, него ако сите се вклучени, нема бегање од таа работа ќе се заврши. Сакам да се вратам на ова со
дигитализацијата во образованието. Види и таа тема наопаку е кај нас поставена. Ми имаме задолжително основно и средно образование, имаме бесплатно, дури и книги им се даваат на учениците. Да. И колку што ја разбрав министерката, имало дебата за тоа. И сега има професионална дебата и општествена дебата. Не можеме ми овде професионално да дебатираме за структурата на учебниците. Не сме стручни по таа работа. И треба да се изнајде решение. По мене има решение, но не може да одиме против дигитализација. Види, јас сум слушал коментар, ја немам интерес ни дали ќе биде дигитализирано, ни дали ќе биде во хартија. Имаш интерес, имаш внуци кои што ќе учат во тоа основно. Да, али немам интерес во моментот како тоа ќе се реши. Но да речеме дека имам интерес као даночен обврзник. Сакам да знам како ми се трошат парите и може да се изнајде. Ако ние можеме као држава 10-15 години да им ги плаќаме книгите, ќе кажеме дека ние као држава, а мнозинството тој прерогатив го има. Го добил од гласачите, одлучил за политика преку диалог да ја дигитализира. Нам ни е полесно као општество на тие деца кои немаат, не може да си приуштат таблети кои, by the way, може би кошта еден таблет колку 2 книги штампани, ама кога нема книги штампани, нема и тендери за тие книги и разноразни консултанти кои има за таблетите тендер, ќе мора да решение. Не, сега ти кажам, сега таблет не може да ги направат 500 евра. Сега ти кажам, ја мислам дека имаме сериозно и самосвесни граѓани, нема сите да се јава да кажат државата нека ми даде таблет, немам пари. Се јават тие кои немаат. Може би 10% поиќе се јават, но имаме ние доволно финансии, тој систем да го дигитализираме. А тој што сака да има книга во хартиена форма, нека си ја купи, нека си ја плати и ќе си го има дете. Ама сега... Ама ја свртивме расправата поинаку. Овде зборуваме за арогантен однос на министерство кое што не сака да прифати најобичен разговор со родители. Дури и да ги представи добрите страни на дигитализација. Извини. Не спораме. Секој министер е слуга на народот. Според тоа, дигитализацијата е во ред, не зборуваме за здравствените аспекти на дигитализација. Не спорам ја за тоа дека тие не се сретнале. Јас спорам дека одиме во крајност. Не чини дигитализација да ја можеме да зборуваме дека речи. Така да треба да излеземе со предлози и да кажеме. Добро, овде мораме мала пауза да направиме за реклами, минута 2 и продолжуваме. Се враќаме со темата, ја отворивме за време на паузата. Неловски прашав денеска, така и најавивме во Форшпан, 2000 амандмани, ново торпедо од ВМРО ДПМН. Таман помислиме после лидерските средби дека работите можеби нели за договор, за деблокада, барем на процесите во собрание. 2000 нови амандмани за законот за служење во армијата. Да се разбереме, демократијата е двонасочна улица. Не може власта да се однесува со тенко, дури на рап на обезбедување мнозинство, да се однесува како да има 93 пратеника. Не може анблок да одбива секој предлог решение за било кој закон од опозицијата и токму затоа во разговор со и цивилниот и воениот персонал од армијата на Република Македонија предложивме амандмани. Значи, во однос на конструктивноста, да се разбереме, овој предлог наш кој што го имаме и обид за блокада е конструктивна и ќе кажам зашто. Како што беше законот за помош на економските субјекти во Македонија, каде што имавме блокада, но рековме доколку се договориме и најдеме јазик со власта, ќе ги повлечеме амандманите, така и сега нашата понуда кон власта за решавање на проблемите на лицата во армијата. Едната опција е предложени се 4 амандмани кои што треба да има измени во самото законско решение, се со цел бидејќи ни пришле вработените ни кажале дека дел од тие што е суштината на амандманите? Еден од амандманите е дека според новиот закон за нивелирањето на пензиите на платите ќе важи од денот кога законот ќе биде донесен, додека пак ние бараме нивелирање на платите на сите вработени од 91 до самостојување на Македонија до денеска да биде направено. Потоа имаме во однос на годините за пензионирање така натаму, но суштината е дека како опозиција што се вели на еден начин бараме било какви опции во собранието да има дискусија. Немањето дискусија и немањето предлог прифатени амандмани од страна на опозиција
важеле за некои други времиња, каде што имало еднопартиски систем и еднопартиско едноумие. Опозицијата останува во парламентот за гласање на други Значи, законски решенија за кои што практично имаше некој политички консензус. Таму каде што се граѓаните, интересот на граѓаните под прашање, ние ќе ги поддржиме сите тие предлог законски решенија, но не може оние работи кои што ги нудиме за подобрување на нивните законски решенија да бидат одбиени и ние да седиме неми на тоа. Да, малку се изненадив ова од 91 наваму ретроактивно важење на законско решение, предпоставам тоа значи поголема издашност финансиски и сето тоа, дали воопшто е возможно. Сакам да поентирам политички, дали се предлага ваков амандман кој што ќе биде препрека, ќе направи блокада во... Зашто да не се направи нивелирање на платите на сите вработени во Министерство за одбрана? Да, окей, слушнавме. Јас би сакала да одам со еден пример од 90-тите, се надевам нема да ми замери младиот колега. Тодор Петров ми беше колега, независен пратеник, кој што веројатно го доби надимакот амандман, токму заради тоа што правеше нон-стоп амандмани. Меѓу сите тие амандмани што ги пишуваше, имаше и перфектни амандмани, перфектни по содржина, по тоа што го нуди, меѓутоа имаше и амандмани од таква техничка природа, што буквално покрај сувото гореше и сировото. Значи, тие паѓање оделе во кош. Што сакам да поентирам? Дека ВМРО ДПМН мора да се помири со бројките. Нека има и подобри решенија кои што ги нуди во овој момент. Меѓутоа, во овој момент власт не е ВМРО ДПМН. Може би се тенки бројките, ама власт е другата партија. Значи, 4 амандмани кои вие ги спомнавте, без оглед на тоа се веројатно поентирањата и она што суштински ја менува содржината на законот, освен овој за финансиско оптеретување кое е сериозно и кое е пропратено со средства кое што треба да бидат планирани во буџетот или треба да има сериозен ребаланс. Тука има малку и додворувачки елементи. Другите амандмани може би се сосема прифатливи. Меѓутоа, заради тие 4 амандмани кои што се клучни и кои што јавноста ќе ги прифати максимално, не може ВМРО ДПМН да оди со кочење на постапка во која што ќе страда армијата на Република Македонија. А ке страда заради тоа што нема да се донесе закон. И мене ми е жал што ВМРО сам си гради ореола на деструктивност, без потреба. Па не разбирам зашто повторно палецот кон... Не, зборувам за ВМРО, јас припаѓам на истата матрица. Знам, јасно ми е, но кога говориме за зборуваме само за помирување со реалност. Видете, Филип Бастерингот, потоа блокадите со амандманските блокади се демократско оружје на сите политички партии. И се, како што знам, и сум запознан, јас иако не сум пратеник, им можат да го прават тоа. Па можете, ама тоа лошо влие на угледот на партијата. Можеше во минатото да имаме пратеници каде што ни чита книги на говорници, ни молча по 2 недели, мислам дека и ВМРО ДПМН во однос на работи кои што смета дека ќе го подобрат конкретно законот за овие луѓе, има право како да најде начин да се Ама колега, вие си спомнавте сам во уставот и рековте дека треба да правиме нови почетоци во кои што лошите примери треба да ги тргнеме. И навистина треба да ги тргнеме. Ниту читањето беше добро и молчењето на говорница, ниту лупањето со тенџериња, јас одлично се сеќавам, ако сум повозрасна од вас, ниту пак ова, што значи дека ако сакаме на граѓаните, а това граѓаните се армијата на Македонија, да им обезбедиме чекор напред, да им обезбедиме пријатно и нормално пензионирање како што тоа го има целокупната војска на НАТО, не треба еден ваков закон да го кочиме. Или треба да се договориме, или тоа да го објасниме јавно. Што е задача на опозицијата? Задача на опозицијата е да критикува власт. Да, ама не со задача на власт. Задача на власта е да разговара со опозицијата. Да. Кога власта не сака да разговара за прашања важни за граѓаните за опозицијата си има демократски алатки да им каже на власта: еј, луѓе, освестете се. Не сте сами дојдени и тука не е ова на таткови и мајкави да го владеете, туку граѓаните ви избрале и треба да разговарате со нас. Бидејќи, да, бројките се тие, но вашето мнозинство во парламентот е многу тенко. И автоматски мора во процесите да бидат вклучени опозицијата. Не говорам само за ВМРО. А што ќе правите ако утре ВМРО има толку тенки бројки и утре се ќе разговараме во однос на предлозите? Ќе ве држиме за збор. Не треба во крајности да одиме. Значи во секој случај власта треба да разговара со опозицијата, тоа не е спорно. Ние збориме сега за принципот. Филип Бастерингот дури сега и во Америка има јавна дебата, сериозна, дали тој е конструктивен. Филип Бастерингот треба да е исклучок, не да е правило. И моја препорака би била тој да се користи во екстремни случаи за да ја
добиете поентата, затоа што ако го користите по 2000 амандмани, секој законско решение, џабе го правите тоа. Не, само сакам да укажам на тоа. Второ, треба да се изнајде начин тоа да се лимитира. Значи, разликата помеѓу претходни, тоа што го спомнувате, сегашниот председател на парламентот, тоа беше во комисијска расправа. Не било никогаш во парламентарна сесија. Беше. Не беше во парламент. Дала, не бе во комисија беше. Едното и друго. Комисија беше на комисија. На пленарка. Иако исклучително го почитувам таму. Ама не излегува на пленарка, затоа што се блокира на... И тоа беше за еден закон. За еден закон. И тоа беше филибастеринг. Ама беше исклучок, не беше правило. Може да му се случи на овој парламент да дојдат 3 така, без некоја јасна ориентација пратеници и 4 години да се бават со тоа. Да го блокираат парламентот. Така да тоа треба да се лимитира. Како изнајдовте начин, као парламент се зборам, како изнајдува начин да го блокираат, да блокираат дебатата за буџетот, да изнајдат начин да ги лимитираат овие дебати, за да не може да се блокираат закони. Затоа што, независно дали тие имат тенко мнозинство, тие наметнуваат политика. Треба да ја ускладат, да се консултираат, да прават дебати, дури за пауза зборевме за тоа, може би за некои суштински прашања, треба и као партии да седнете, направите малце подолгорочни политики, а да не биде, кога е сумјана власт, све друго е историја, не важи. За да имаме континуитет во образование, здравство, МВР, правосудство, одбрана. Така да има некои континуитети, за да знаеме ми као граѓани, па дури инвеститорите, дека некои работи не се менуваат со промена на министер или на премиер. Мислам дека граѓаните ќе знаат да го почитуваат тоа. Колку год да е интересна таа борба во парламентот, ќе ви направам мнозинство, нема да ви направам мнозинство, мислам дека граѓаните се свесни дека било кој закон кој таму се носи, на некој начин влие на граѓаните, дали на сите, на одредена група на граѓаните, таму не се носат закони за Зимбабве, се носат за секој невието во оваа држава. Така да за мене напуштање на парламент, блокада, не се решенија. Може би се исклучоци, може би некогаш треба и на тенџериња да се лупа, но не да биде правилото, затоа што се губи смислата на парламентот. Тој парламент таму е мене, тебе, стана... Се губи исто смислата на парламентот кога и закони кои што немаат врска со Европската унија се носат со европско знаме. Но се го гледаме и тоа дека се случува. И тоа е импровизација. Значи ако нешто се блокира, непотребно, они ќе изобре. И ние ќе влеземе као општество во импровизација. Не сме ние за тоа, не сум. Па мислам дека во овој начин на блокирање реакција од акцијата на власта, не обратно. Ние сите тука, вие сте член на партијата. Ние сме за диалог. И власта има обврска да има диалог со опозицијата. Впрочем, вие представувате голем број на граѓани на оваа држава, не може да се исклучат тие од процесот. Него изнајдете начини, дали преку Жан Моне, тие да ги институционализирате тие правила, за да не зависиме ние секогаш од добрата волја на лидерите, дали ќе седнат, ќе се договорат, па после пратениците само во процесот Жан Моне, да не забораваме, сегашната власт беше опозиција кога се преговараше и како да заборавале што тогаш нив им одеше во прилог да биде донесено како опозиција. Денес како за жал го имаат забрана. Ние како јавност сме жедни да знаеме конкретни работи. Затоа велам, не треба работи да се генерализираат. Така што има огромен криминал, како што има тука. Така да, многу полесно ќе го перципираме. Мислам, нема под огромен криминал подразбирам кога за 5 години ќе паднете од 64-то на 111-то место во корупција. Тоа за мене е огромен криминал. Ние огромен криминал како бројка апсолутно не може да говориме. Ние говоревме за 5 милиарди украдени кои што ќе бидат ставени на порта Македонија на Брочаник. Колку има тој Брочаник во овој момент од парите кои што беа украдени кога Зоран Заев доаѓаше на власт? За жал нула, не функционира. Јас за тоа говорам дека кога зборам голем криминал. И пред емисијата зборевме дека ќе патувате во странство. Ние во овој момент, за жал се уште насекаде во светот, Интерпол и сите служби, сме држава од која што има 200 фалц пасоши кои што не се укинати, кои што може сега некој од господините што се извадил пасош во Драчево, во моментов да лета за Америка или да лета за Париз.
Видете, за мене тоа е голем криминал. Значи, без некоја политичка претензија, значи не е тоа толкава драма за 200 пасоши, затоа што ми е по разни филми гледаме дека ги прават тие работи. Тоа добро што не банализирам и не го релативизирам во никој случај. Секој кој се огрешил закон треба да се казни, луѓето што му возможиле тоа треба да одат у затвор, треба да се одземат пасошите, тоа да. Него дека е драма од светски размери, не е, затоа што тоа го има сегде. Па и кога се воведоа биометриските пасоши, па и тоа го пробија, така да не е тоа нешто што не се прави во поразвиени општества. Не зборувам ја само во ова целта на државата кога само во Сомалија има пасоши од трафика. Целта на постоењето на државата е да се бори против овие работи, а не да ги создава. Процесот промптно се почна во судска постапка да оди. Криминалци од многу голем калибар лежат во притвор. Во тоа мислам дека и малите деца не веруваат дека оние луѓе кои што биле таму на погрешно место во погрешно време, дека тие биле всушност мозокот на целата оваа операција и да не забораваме дека во оваа операција има случаи каде што се плаќале пасоши. Каде е некоја истрага во однос на тој дел? Ама види се. Ма тој истрагата уште тече, тоа е нормално за пари. Ама сакам ти кажам, ја мислам дека ВМРО ДПМ може да направи некоја парламентарна група па со овие луѓе да зборуваат да ги кажат кои им се главните. Ние не сме за тоа да не одговараме. Тие што ги осудија, да што ги тера да признаат за да лежат 2 години затвор, никој што ги терета. Како може да признае некој ако не ја мислам дека ова општество ќе им прости уште пола казна ако има некој повисоки од нив да ги кажат, не е тоа нешто. Миловски, како рековте за Пендаровски, го квалификувавте како дволичен или како лицемерен, да. После средбата со Мицкоски. Да, видете кога некој човек на одредена средба, односно и во увертирата на таа средба има одреден став, односно можевме да видиме и на телевизија јавно дека тие луѓе, тие случувања таму треба да видат вистинската правда, дека обвинувањата се претешки, дека тие луѓе не го сториле тоа кривично дело по кое што се гонат. И кога ќе влезете во таква средба со таква најава и промптно после завршување на средба излагате и велите, јас се што кажав до пред 2 недели, значи јас тоа не го тврдев како Владимир Риновски, го слушавме председателот дека го говори. Тоа на еден начин покажува најпрвен слабост на председателот, најверојатно притисокот од страна на Зоран Заев е преголем и не може да се држи до ставот кој што го дал 2 недели претходно. Што се случи во тие 2 недели, 10 дена колку беа, од гостувањето на една национална телевизија на Стеве Пендаровски до средбата со председателот Мицковски. Да толку да се промени неговиот став во однос на 27 април. Така што мислам дека тој ја покажа својата слаба позиција како председател и на еден начин немањето конкретен став. Бидејќи го смени во рок од 10 дена, може за 5 дена ќе има повторно некој различен став. Однос на прашање. Значи, прва и нова работа и пристапуваме наопаку. Ја го читав, значи, она што се случи у Вашингтон на 6 јануари, може да се направи некоја паралела со 27 април. Значи, целта беше да се оневозможи мирен трансфер на власта. Во Вашингтон требаше да се потврдат електорите кои го бираат председател, кај да се врши избере председател на парламентот, кој ќе овозможеше избор на мнозинство за мандатот кој го имаше заедно. Тие таму тоа го нарекуваат insurrection, што би било побуна. Кај на се терористичко здружување со цел нарушување на уставниот поредок. Но ни таму, ни овде не се казнуваат луѓето поради титуларот на членот на законот, туку поради делата. И ние овде цело општество дебатираме дали тие се терористи, дали се членови на ИСИС, на Исламска држава, тие се таму казнени по казнениот закон кој овој наш парламент тоа дело го именувал као терористичко здружување поради рушење на уставниот поредок. Но се казнети поради суштината. Тие со влезот таму сакале да оневозможат избор на председател на собрание и мирен трансфер на власта. И тачка. И тука нема многу коментари. Овде сега сите се прават многу загрижени, незагрижени, место да потегнате на иницијатива во парламент, да го сменат наративот бе, името на членот, нека кажат здружување поради рушење на уставниот поредок. Ама оневозможување
на мирен трансфер на власта е рушен уставниот поредок. И тука нема дилема. Една од главните придобивки на демократијата е мирен трансфер на власта. Кралевите не пренесувале, тираните не пренесувале. Во демократскиот процес граѓаните бираат, у парламентот се прави мирен трансфер на власта. И тука немам дилема. Дали се многу казнети, не се многу казнети. Не сме ние као општество, овде експерти, па во кривичниот законник од 8 до 15, што избрал судијата. Парламентот му го дал тоа право на судот да реши измеѓу од толку до толку и да се одлучи за тоа. А ако има дефекти во процедурата, јас сум за тоа дека процедурите треба да се поштуваат. А ако институциите, вклучувајќи го и судот, не ја почитувал процедурата, за тоа си има и вонредни правни лекови. Но да не се бавиме со наративот. Сега овде 2 недели слушаме дали се терористи или не се. Тие не се терористи, но се здружиле за да отварањето на оваа урнат дебата има уставниот друга поредок. политичка порака, мусли, што веќе се шпекулира во јавноста. Ја мислам дека чека еден нека така нова неодмерен форма на чекор, амнестија, од еден судење на неодмерен политички договор, тоа е прашањето. Ја мислам дека еден неодмерен, недобро промислен чекор на минатиот преседател доведе до шарена револуција во оваа држава. Не може тие со разни наративи да му наметнуваат на општеството да направи компромис со некој работа. Овде е еднаш направен компромис и за тоа никој не беше задоволен. Но беше потребен во тој момент за доброто на општеството. Не, ќарија некои луѓе. За човечки животи, ве мола. За кој човечки живот? Види, при секое апсење има човечки животи. 200 луѓе у апси од минатата власт што работеа под нафладни рампи, немаше револуција, и тие имаат фамилии, деца, но тие луѓе не би навлагале овие кои што ги говорите, не беа осудени врз основа на исказ кој што е 5 пати менуван од еден од обвинетите. Ама ја не навлегов. Добро, јас навлегувам, бидејќи тоа работа, морам да навлезам. Ама ја реков коректно, мислам дека го кажав. Ако има дефект во процесот, во процедурата, па за тоа треба да се поправи. Извинете, ви влегов, но мора бидејќи да се разбереме. Не, проблем со тоа. Компромисот кој што го говориме, најпрво треба да кажеме јасно и гласно, Зоран Заев го направи овој случај за да може да го промени името на Македонија. Зашто? Бидејќи му беа потребни... На 27 април ја бев на На 27 април се отворија вратите у собранието да имаме... Добро, господја Марковска, кој ги отвори вратите, знаете? Да. Каде е тој човек сега, во затвора? Да, член на ВМРО. Да, ма не е во затвор, јас ќе ви кажам. Не е во затвор, шета на слобода и гушнат со власта. Значи, кога говориме за правда, јас не говорам за 27, јас говорам за судскиот процес, кој што се гледа од авион дека е монтиран, дека имаме човек кој што е дел од овие луѓе кој што е осуден, кој што има претходно досие, го менува 5 пати исказот и врз основа на неговите искази овие луѓе се осудени. Тој кој што удрил во собрание, повлекол за коса, направил некое друго дело, треба да одговара. И тие самите луѓе на своите роднини викаат, ние треба да одговараме, но не за ова за кое што не теретат. И да не заборавиме, ние кога говориме за 27-ми, па чекайте, и кога беше шарената револуција, влегоа, ја испозапалија канцеларијата на председателот. Зашто одговараат тие луѓе? Председателот не беше внатре. Без разлика, но дали одговара со драконски казни, дали одговара? Дали имаше страф? Делата се сосема различни. Не ги оправдувам ни едните ни другите. Овде кај нас, ако фатиш полицајец за коса, и то одговараш исто ко тој. Ама ако се здружиш да ја превземеш полициската станица, ама за тоа да се случи треба да има докази, така, и барем јас така знам, презумпција на невиност е... Ама тие се веќе осудени, а не зборам дека... Па јас говорам дека овој судски процес е политички судски процес. Не говорам дали луѓето направиле нешто или не направиле. Тие луѓе направиле грешка, понесени од емоции и така натаму. Но тие луѓе дека биле организирани, сите заедно, и дека влегле во собрание да спречат примо предавањето на власта, нема да се согласат. И на крајот дека тоа било координирано. И на крајот денот, ако во минатото сме имале случаи кога поради една изјава на политичар од одредена голема политичка партија, цели процеси поради постапка нарушување на постапка се враќање од почеток, овие луѓе не бараат амнестија, бараат нормален, неполитички процес во кој што ќе си ја докажат невиноста по однос на ова обвинение, а тој кој што се огрешил
по некои други основи пред законот, се викаат да, јас сум спремен да одговарам. Видете, мене ми пречи страшно наративот. Нема причина во овој момент ВМРО ДПМН да се раскарува со сите, па бил тој председателот Пендаровски. Утре може би ќе биде победничка партија и што ќе прави ВМРО ДПМН ако Пендаровски се однесува исто како Ѓорги Иванов. Не му го дава мандатот на вашиот лидер. Што ќе прави? Што ќе прави, кажете ми? Што ќе прави? Мислам, зборуваме за диалог меѓу институции. За мене господинот Христијан Мицковски е лидер на опозиција. Може би утре нема да биде тој, може би ќе бидете вие. Знаете кој е единствен лидер на опозиција во историја на државата кој што не бил поканет на инаугурација на председателот? Ама тоа не го оправдува тоа што тој не треба да разговара на тоа ниво. И разговараше до одреден момент додека спрегата помеѓу Зоран Заев и Стево Пендаровски беше евидентна. Мислам, ама во овој момент ВМРО ДПМН доби политички поени во јавноста, разговарам како јавност. Заради тоа што председателот изрази желба да разговара со опозицијата. Може би ќе се изнедат нови докази. Само нови докази можат да ја повторат постапката. Евентуално, ова што го спомна, промена на член од законот кој што овозможува помали казни. И тогаш се наоѓаме во позиција во која што верувам дека таму има луѓе кои што можеби незаслужено добија драконски казни. Ја добар дел од нив познавам, ама јас сакам овој народ да добие политичка поука. Се што е институција се брани и со оружје, така како што се бранеше Капитол. Заради тоа што не е битно дали мене ми се допаѓа председателот што треба да го изберат или не. Важно е дека тој има мнозинство и треба да биде председател затоа што го поштуваат. ВМРО ДПМН не го спори тоа. ВМРО ДПМН спори дека луѓе лежат по 18 години затвор, а Клучаров и Вратаров може денеска во овој момент пие на улица Македонија кафе. Значи тоа е јасен показател дека ова е политички случај. Не, случајот не е политички, а треба да одговараат и Клучарот и Вратарот. Тоа ќе се. Па може би треба уставност на тој закон за Клучарот и Вратарот. Да. Ама овие други не ги амнестира ова што овие се спасиле. Па ќе повторам. Да, за тоа што се огрешиле, да, но дека целиот тој настан кој што овие луѓе лежат дека бил промислен од нив и обмислен и направен, нема се. Судиите треба да го кажат. Во однос, ама господин Маркос, кој суди? Сега кој суди тие што судат? Тие што судат. Тие не судат и мене и него и вас. Во однос на Пендаровски, јас кој не председателот на државата, кој сака нека е роден брат да ме, ако вие пред емисијата зборите едно, завршува емисијата, излагате на камера и кажувате спротивно од тоа што сте го говореле. Тоа е негово право. Сете тоа оф рекорд. Тоа што ќе го каже официјално. Не за оф рекорд. Зборам за он рекорд официјално на една национална телевизија. Ама очигледно дека имаме различни разбирања. Тоа се случува и во дипломатските кругови. Ке разговараат двајца представници, ако нема трет представник на меѓународна заедница, значи не треба да се релативизира целта на таа група. Целта била да се оневозможи мирен трансфер на власт. Мирен трансфер на власт е суштина. Ама тоа треба да се докаже. Што го говорите вие? Треба да се докаже кои биле вклучени. Ама овде што велите вие, никој не може да поверува дека таа цела активност на луѓе со качулки, со пиштоли била спонтана, таму отишле. Таму имало и спонтани луѓе, јас знам луѓе кои влегле таму затоа што вратите биле отворени. Али тука била група, ја верувам дека не се ни сите и казнети, на тие што ја обмислиле и кои имале за цел да се оневозможи мирен трансфер на власта. И ви велам, кај нас тоа се именува терористичко здружување ради рушење на уставниот поредок, во Америка беше побуна. И се казнува согласно закон. Едноставно е нови луѓе. Ако сакат нешто во нашиот правосуден систем да простат парламентарците, нека го преточат во закон. Ама вие преска рековте, некој одговара, 3 години се влече. Абе, така политичарите во оваа држава и ЗКП го наместиле за свој интерес, тоа е чудна работа. Ако ја останеш дужен на УЈП 10.000 денари, те гања 20 години. Ако си министер или управител на некоја министерство или директорат, и 5 години ти застарува предметот. Па тој закон не сум го донел. Треба работите да се средат за тие што се на државна јасла, да бидат поодговорни и повише да се плашат од злоупотреба. Ние не можеме сите граѓани да бидеме експерти по сите закони, ама тие кои се у парламент, у влада, се должни тие работи да ги знаат, и ако треба за иста
грешка да се казнат поиќе од нас обични граѓани. Затоа што нека се казна. не, има држави Доволно каде е што исто, поиќе да. се казнуваат. Да, овдека завршуваме. Ви благодарам. Околу Европската унија малку очекував можеби поголем оптимизам во приказкава. Утре мислам дека Ја бев заседава малку некое. оптимиста, Да, се обиде Муслеу малку оптимизам да даде. Жал оптимист и не можеме да бидеме оптимисти се додека вредносниот систем на Европа во своји раце го држи Бугарија и го прикажува како личен интерес. Има едно сценарио сега што кружи, се лиферува неофицијално, дека може би сепак е може некој договор со Бугарија, Бугарија од позиција на техничка влада, со диверзификација на таа одговорност, нема да се знае тоа кој тоа ќе го подпише, кој ќе го прифати, сите ќе бидат виновни и невини во таа приказна. И дали е веројатно ќе тоа? остане пак договор. Знаете, ние треба да ги решаваме работите. Ова со двете вистини повеќе Добро, но него начнавме прашањето дека на маса додека ова го зборуваме опцијата за Албанија да оди извън Тија говорат дека е Да не неверојатно забораваме, сценарио. еви да се реши. Еве како да испадне како што вие велите и новата влада која што е експертска да ни рече еве терајте. Да не забораваме дека Бугарија ќе има години можност кога ќе им текна некоја друга влада да им рече извинете, договорот Зоран Заев што го подпише, сега сметам дека ова делче од договорот не е испочитуван. Седете на клупа, не може да влезете каде што ви е место. Ние со Грција немавме договор, па тие не блокираат Па не 20 години. блокираат 30 Значи, мислам, во Не ред треба да им дадеме дискурс. аргументи алавка и апсолутно. можност за тоа. Но ова негирање од страна на Бугарија не ова нешто таза. Не е ново, ниту е составен дел само на договорот. И бугарите можат да не блокираат нас во секој чекор. Токму така. Но со првата меѓувладина конференција нам ни се отварат некои фондови, а на нашите европски партнери им се отвара пристап до кај нас, а нам као граѓани ни е битно тие да имаат пристап за некои реформски процеси да одат и побрзо и да бидат под надзор, да кажам, или охрабрување на нашите европски партнери. Само да не забораваме кога тие европски фондови ние во овој момент искористуваме едноцифрена бројка на проценти како држава. Така што и ми се допаѓа оптимизмот ваш како можност, но ако имаме влада како што имаме во моментов, кој што лежи лебу да те јадам, нема да можеме да ги искористиме ни тие. Не зависи од владата, тоа зависи од субјектите што пристапните сака да преговори ќе контролираат. поминат неколку влади, така да сите ќе имаат можност да се покажат кој е ефикасен, кој не е ефикасен. Мислам дека во земјоделие не е лоша искористеноста. Не знам по сектори, но Знам вкупно дека во тоа. одредени сектори имаше и дефекти, па имавме ние. Да, не е сјајно. Не е во ред Но ни има ковакс подобрување. вакцините за кои што дојде лично комесарот Вархеј, кога го немаше тогаш кога имаше силен говор на омраза кај нашиот источен сосед, се скри како да не постоеше, да дојде сега и да каже Европа е со вас, а да тие средства бидат земени од ИПА фондовите. Значи, ние ќе ви дадеме вакцини затоа што сме многу фини, ама вие ќе си ги платите од средствата што ние ви ги даваме или треба да ви ги дадов даваме. еден коментар, Парите така да. таму, да. Срамот. Муслиу, Марковска, Ниловски, ви благодарам на сите тројца. Благодарам на поканата. Почитувани, тука завршува дебатната 24 анализа, од мене пријатно.